Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратенички и пратеници, се јавив за збор за измена и дополна на дневниот ред. Имено мислам на точка 33, годишен извештај за работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за 2022 година. Според деловникот имаме деловничко право како пратеници да предложиме поместување на точката од дневниот ред. Сметам дека ова е приоритетна точка и треба да се разгледува во првите 5. Предлагам да биде како трета точка на дневниот ред преместена, бидејќи дискусијата која што имавме и која што беше навистина исклучително плодна во рамките на Комисијата за политички систем, но и пораките кои што се испраќаат во рамките на овој извештај за минатата 2022 година говорат дека институционалните механизми за превенција на дискриминацијата и спречување на злоупотребите од страна на мокните центри на власта, како и други фактори кои што влијат, дефинитивно не наносат онаму каде што сме тргнале да одиме, а тоа е европското семејство и не ги застапуваат европските вредности, бидејќи како комисија констатирано и многу пати сме дискутирале, комисијата нема одврзани раце да може да постапува повеќе од она што е законски овозможено, освен да констатира и да им укаже на институциите кои што ги вршат овие дискриминациони постапки, но затоа па гледаме и една вистинска грда слика на македонското општество и тоа во повеќе сегменти и таму навистина можеме да забележиме дека едноставно институциите на системот ги занемаруваат, тоест ги игнорираат овие укажувања од страна на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Мораме да размислуваме европски, мораме да размислуваме граѓански, ако сакаме навистина да се увериме и себе си и македонските граѓани дека навистина нашиот пат е добро зацртан и нашата цел е навистина онаму каде што сметаме дека треба да припаѓаме и од таа причина ја барам поддршката од сите пратеници во Македонското собрание да дискутираме на истата точка, да биде малце погоре ставена или на како точка 3. Значи, мојот предлог е тој. Од точка 33 да се премести како точка 3. Сметам дека навистина ова се темите и прашањата кои што ги засегаат македонските граѓани и за кои што е неопходна сеопфатна анализа и голема дебата која што навистина можеби ќе предизвика малку и совест кај несовесните управувачи со власта и ќе сватат дека никој не е надвор од законите и од редот.